Скопје, нашата метропола. Или како што еден мој драг пријател љуби да каже, најдоброто срање од град. Скопје е градот во кој амбиција на секој млад човек е да биде криминалец и секоја просечна девојка е манекенка, или бар мисли дека. Во него сексот веќе одамна не е табу тема, а да, и хипстерите се ин. Као што се движат работите, по се изгледа дека наскоро ќе имаме и наша скопска геј парада. Онака у име на трендот. Исто како што имаме и скопски маратон. Скопје е град во кој цела Македонија доаѓа се просвети и останува за секојаш во него. Понекогаш ми се чини дека цела Македонија живее тука. Градот во кој бескомпромисно се слави културниот медиокритет. Градот во кој се што е грдо е прекрасно. Градот во кој јинот се претвора во јанг. Сепак, на овој или на оној начин, Скопје ги посилува сите параметри на едно модерно општество. Скопскиот модерен начин на живот се сведува на две категории на луѓе, или на два типа на социјални паразити. Во првата категорија спаѓаат оние кои што ги експлоатираат сите добра на социјалниот живот. Излагаат во диско, висат на Facebook, се тружат, конзумираат психотропни супстанции и алкохол и така натаму. Втората категорија пак е онаа малце покреативната. Тоа се нашите ценети геймери или ако баш сакате играчите на видеоигри. Тие за разлика од овие другиве воопшто не сакаат или немаат потреба се социјализираат, барем не надвор од играчиците. Нивниот единствен порок е тоа што поголемиот дел од својот живот го поминуваат на компјутер играјќи видеоигри, кои што благодарение на големите програмерски компании ги има во изобилство. Не пијат, не се дрогираат и не се насилни, но дали играњето игри е зависно, а ќе оставам сами да оцените. Но јас, вашиот ценет наратор, не сум тука да ви раскажувам каков е животот во Скопје или колку видеоигри постојат. Тука сум да ви раскажам приказна конкретно за една единствена игра која што се вика Conquer Online. Conquer Online, дефинитивно. И за дечкото кој стана еден од најдобрите играчи на неа. Редак. Дефинитивно редак. Редак.